Ништо од изградбата на патишта, болници, школи, градинки. И покрај оптимизмот од власта продолжува катастрофалната реализација на капиталните инвестиции. Бројките од реализацијата на буџетот покажуваат дека од почетокот на годинава потрошени се по 20% од предвидените пари за трајни проекти. Доцнење има кај речиси сите проекти. Пругата кон Бугарија е заглавена во постоечките тендери и проекти, а на стенд бај е автопатот до Блаце. Слабо се работи на автопатот Кичево-Охрид, проект на кој биле потрошени околу 350 милиони евра. И покрај лошите бројки, Министерот за финансии е задоволен со ваквата реализација. Оптимист е дека работите ќе тргнеле кон подобро. До сега имаме добра реализација на приходите, исклучително важна во овој период кога се уште трае пандемијата. Јас би навел тоа дека во овој период вкупната реализација е тоа што го наведовте вие 19,5% од јануари до април, но ако споредиме истата позиција во однос на минатата година, за 51,5% од јануари до април оваа година капиталните расходи се повисоки во однос на минатата година. Вкупно за годинава за капитални инвестиции планирано е да се потрошат 373 милиони евра. Од Министерството за финансии претходно најавија дека се планира за институциите кои нема да ги потрошат парите да има казни, а за успешните да има награди. Според достапните информации, за првиот квартал од годинава има институции кои не потрошиле ниту денар, но според министерот казни немало да има. Целта на овој механизам не е казна или награда, туку целта е подобро и поефикасно планирање и реализација на буџетските средства за капитални инвестиции. И додека државата слабо ги троши парите за капитални инвестиции па им дава кредити на општините, македонската економија тоне. Инаку за оваа намена преку проектот за подобрување на општинските услуги, 9 општини добија 3,4 милиони евра, од кои 700.000 евра се грант од Светска банка.